Во Скопје денеска повторно по трет пат се одржаа протести против задолжително плаќање на придонеси и социјално осигурување на хонорарците. Околу 1000 културни работници, новинари, преведувачи, активисти од граѓански организации зема учество на протестите. Тие маршот го започна од Министерството за финансии и се упатија кон Уставниот суд, каде поднесоа 7000 преставки за законот. Во Ерменија денеска се одржа комеморација по повод 100 годишнината од масакрот врз 1,5 милион ерменци од Отоманската империја. Во ерменскиот главен град Ереван, председателот Серж Саркисјан и неколку светски лидери положија цвеќе на споменикот во чест на жртвите. Ерменија убиството го карактеризира како геноцид, на што Турција се противи. Најмалку 19 работници се повредиле кога се урнал мост во изградба на еден од автопатите во главниот град на Казахстан, Алмати. Министерството за вонредни работи соопшти дека спасувачките екипи трагаат по еден работник кој можеби е заробен под урнатините. Според Министерството, тројца од повредените работници се наоѓаат во критична состојба. Во главниот град на Авганистан, Кабул, стотици луѓе протестираа во знак на одбележувањето на комунистичката револуција во април 1978 година, која доведе до децении нестабилност на земјата. Демонстрантите исто така ја осудија победата на муџахедините во 1992 година, по која следеше граѓанска војна. Тие воедно повикаа лицата кои починиле војни злосторства за време на двата периоди да бидат изведени пред лицето на правдата. Во Пешавар во северозападен Пакистан во експлозија на импровизирана направа која била детонирана додека поминувало полициско комбе, биле повредени 9 лица, меѓу кои и 6 полицајци. Безбедносните сили соопштија дека пронашле дополнителен експлозив сокриен во близина. Талибанците ја презедоа одговорноста за нападот.